Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. За поголема контрола на терен, Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини отвара канцеларија на Државниот инспекторат во Прилеп. За еден месец трошоците за живот пораснале за 1000 денари, покажува синдикалната кошничка. Да се биде или не, ќе настапи ли победа утре против новаци на градски стадион. Со изложба на над 300 маски од основните и средни училишта започнаа карневалските денови Прочка 2026. Времето денеска облачно со повремени врнежи од дожд, викендов стабилно и суво. Урбан маркетинг. Среќен пат ви посакува Автоконтрол. Осигурајте ја вашата иднина со компанијата на која и верувате. Локацијата е нова, а довербата сигурна. Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп, на нова локација во близина на Чумовчанец на улица Сотка Ѓорѓиевски број 38. Ние сме друштво за застапување во осигурувањето Протектор. Соработуваме со компаниите Винерлайф од областа на животно осигурување и со Македонија осигурување од областа на неживот. Протектор, ваш заштитник од ризици со полиси за животно и имотно осигурување. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. Градоначалникот Дејан Продановски денеска остварил работна средба со Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска, заедно со представници од Министерството и државни советници за рударство. Воедно се одржала и средба со најистакнатите концесионери од Прилепскиот регион. Се разговарало за актуелните состојби и предизвици во енергетскиот и рударскиот сектор, но и за можностите што ги има регионот. Основната порака, која што била упатена на средбата е дека Прилеп мора да биде пример како искористувањето на минералните суровини може да значи реален локален развој со јасни правила, одговорност и вистинско партнерство. Ова особено преку потребата од засилена координација меѓу централната и локалната власт. Како дел од договорените чекори било најавено отворање канцеларија на Државниот инспекторат во Прилеп со цел подобар надзор, зголемена транспарентност и поголема доверба. За еден месец трошоците за живот пораснале за 1000 денари, покажува синдикалната кошничка. Минималните трошоци на едно 4-члено семејство во февруари се зголемени за речиси 1000 денари во однос на јануари, покажуваат податоците на Сојузот на синдикатите на Македонија. Синдикалната минимална кошница за февруари изнесува 67.382 денари, што представува зголемување од 969 денари во споредба со јануари. Доколку семејството живее во изнајмен стан од 60 квадрати, вредноста на минималната синдикална кошница се искачува на 82.757 денари. Зголемување од речиси 1000 денари има и кај трошоците за храна. Во јануари за основни намирници биле потребни 24.211 денари, додека во февруари сумата се зголеми за 25.156 денари.
На ден пред почетокот од пролетната сезона во втората фудбалска лига, во фудбалскиот клуб Победа лебди прашањето да се биде или не. Актуелните мнозински сопственици на ФК Победа Прилеп се откажуваат од акциите и бараат раководењето да го преземе општината. Клубот е во милионски долгови, половина од играчите го напуштија клубот. Само навивачката група Мајмуни дава надеж дека нема да се откажат и дека екипата се уште постои. И утре, сабота, ќе го одигра надпреварот со фудбалскиот клуб Новаци на градскиот стадион во Прилеп. Доколку и тоа се случи, фудбалерите да излезат на терен има уште еден хендикеп. Победа ќе остане без поддршка од трибините, затоа што е казнета на 3 надпревари да настапува без публика. Мнозинскиот собственик на акциите, Јана Поповска-Мицковска, бара помош и спас од општината и градоначалникот на Прилеп со цел овој символ на градот да не згасне. Но дали има спас, да ги проследиме изјавите. Искрено екипираност, ја најмногу адресирам општината затоа што сметам дека овој клуб на градот, клуб со историја, со традиција, сепак најодговорна институција која што може да застане за нешто е општина Прилеп. И покрај блокирана сметка, уплатата на средства не е запрена, се тоа го знаеме сите. Сметката е блокирана од УЈП под присилна наплата за долгови и од 1 или 20 извршители во моментов не проверив денеска дали вториот е активна блокадата, но приливот на средства не е блокиран, во секој случај може. Единствено нешто што сакаме не само навивачката група, туку фудбалскиот клуб да постои, да направиме се што е во наши можности и во можност на градов. И барам одговорност од сите што краделе овдека пари, дали да се врата, дали по затвори да си лежа таму што сака нека пра. Општината и таа е крива, пошто срамотен град од 70.000 жители, да не може општината да го снабди еден клуб. Прилепот денеска е во прочкарско-карневалска еуфорија. Настаните традиционално започнуваат со изложбата на маски од основните и средни училишта. Во фоајето на Центарот за култура Марко Цепенков од денеска па наредниве 7 денови е поставена изложбата на маски изработена од учениците. Со тоа започна активностите за годинешниот карневал Прочка 2026. Над 300 маски, изработени од ученици заедно со наставниците ментори, се дел од оваа традиционална изложба која се одржува по повод карневалот Прочка, а на која својата креативност, умешност и идејност ја изразуваат децата. Важни се и пораките упатени преку изработените маски. Гран при наградата ја доби маската Изгорена шума, доби човечки лик, изработена од Димитар Седловски од основното училиште Блаже Конески Прилеп. Означуваме почеток на карневалските денови овде во Прилеп. Ја започнуваме оваа манифестација, 25 години традиција од карневалот во Прилеп со отварање на изложбата маски од основните и од средните училишта во градов. Навистина сум импресиониран од првичната гледка од она како нашите ученици во нашата општина биле креативни, како тие го доживуваат својот, односно со нивни поглед како доживуваат дека треба да изгледа карневалот. Таа изработка, дали се од природни материјали, како се комбинирани, какви техники користат, повеќе жири комисијата се ги ценеше нивните работи, а тие работеа под менторство на нивните наставници. Има навистина многу убави маски, секоја година се поинтересни, затоа имаме и многу повеќе категории оваа година. Нашата маска е прилепски мечкар, чувар на традицијата. Ја изработивме заедно учениците со помош на родителите. Ја спремавме, па може би од прилика 2-3 недели. Мојата маска представува изгорено дрво, представено во човек. Пораката на оваа маска е да не биде никое дрво повеќе пресечено и да бидат заштитени шумите. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со повремени врнежи од дожд на повисоките места од дожд и снег, а на планините од снег. Врнежите ќе бидат пообилни во западните делови од Македонија. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од јужен правец. Во Прилеп променливо облачно со повремени врнежи од дожд и температури кои се движеа од 1 до 10 степени. За викендов ќе дува засилен ветер од северен правец, а утре услови за провејување на слаб снег ќе има насекаде. Од недела следува период на стабилно време со високи дневни температури. Следната недела минималната температура ќе биде во интервал од -4 до 8 степени, а максималната од 8 до 20 степени. Временска прогноза.
Продукција Радио Пела, февруари 2026. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.